прилагањето е подпишаниот меморандум за изградба на патот Битола Прилеп. Кои рокови нешто повеќе да се документ? Добро, најпрвен би сакал да искористам приликата да токму од Битола уште еднаш го најавиме еден од најзначајните капитални проекти за државата и за регионот, тоа е првиот автопат кој што ќе започнеме да го градиме многу скоро, а првиот чекор кон таа изградба и отпочнување на изградбата на тој автопат е меморандумот за соработка кој што го потпишавме пред 2 дена. Следниот чекор представува навлегување во техничките детали, во проектантските детали во однос на овој договор кој би бил можен во иднина да се склучи, после што нашите експерти, комисии во една транспарентна постапка ќе отвориме, ќе разгледаме целата постапка, на крај ќе одиме во собрание за одобрување на тој договор. Во минатото во државата пробавме на многу начини да градиме патишта и преку Ред Фидик, најчесто, како што е редовната постапка, многу често се мачиме, ги губиме проектите, ни стојат парите нереализирани, сакаме да се обидеме на еден нов начин, по нов принцип, да за прв пат покажеме дека можеме брзо, ефикасно и јасно да укажеме дека ќе градиме инфраструктура за граѓаните, што представува национален интерес број 1, јас би рекол, за државата и за целиот регион, така што нашето верување е дека многу скоро во текот на оваа година очекуваме и да се отпочне со градба, дотогаш ќе ги работиме сите технички детали и очекувам подршка од целата јавност, од стручната јавност и секако од опозицијата, за што сме отворени да разговараме и да донесеме вистинска одлука за граѓаните на регионот, час поскоро да се реализираат овие инфраструктурни проекти. Не, заради тоа реков дека ќе бидеме целосно отворени и транспарентни. Ние потпишавме само меморандум за соработка кој што е необразувачки, но од сега тргнуваме во техничко отпочнување на постапките, кога ќе бидеме подготвени, секако ќе го презентираме и во јавноста целиот модел. Овој модел не е непознат во другите земји, се работи на ваков модел и е многу побрз, поефикасен. Ние немаме време за чекање, државата, граѓаните. Паралелно со тоа, паневропските коридори 8, 10, 10D се многу важни. Ако ние не ги изградиме на модерна и квалитетна инфраструктура, верувајте ќе не заобиколат преку другите земји. И заради тоа време за чекање немаме, паралелно работиме и на другите постапки, но овде сметаме дека како влада треба да влеземе во една ваква постапка, ќе биде транспарентна, отворена и пред пратениците јасно и гласно ќе објавиме што е тоа што го правиме за доброто на граѓаните. Не, првенствено не е поради тоа, значи сите ја знаеме ситуацијата во која се наоѓаме, многу се опаднати под приходите по однос и на потрошувачка и најбитно по однос на прекугранични капацитети. Знаеме сите дека туризмот во Грција не работи, кога порано идеше целата струја од југ према север, од север према југ, значи кон Грција, сега иде обратно, така да тоа е главната причина што во однос на загубата. Да, секако ние ја завршивме годишната сметка минатата недела. Сега до 15 мај имаме рок да спремаме барање, да поднесеме до регулаторна комисија за енергетика, ќе направиме анализи кај можеме, значи, да ги изголемиме приходите, да ги намалиме трошоците, така да верувам дека ќе биде се во ред и инвестициите што сме ги почнале ќе ги тераме напред. Победив секаде, победив и во Битола. Добро, прво за нас е многу значено што направивме ваков најдемократски модел, кој што навистина е реткост во Европа. Прв во државата, нормално. Иако бев сам кандидат, дадовме опција за гласање за и против, но секогаш нема да биде само со еден кандидат.
Веројатно во време на победи, во време на испорачување према граѓаните и задоволни социјалдемократи, ја добив честа да бидам првиот вака кандидат и единствен во прв пат за непосредни избори, каде што од вкупно 80.000 членови, 69.000 зарегистрирани, гласаа 62.000, од кои што 60.840 гласаа за, некои 888 гласаа против, 250 беа со неважечки ливчиња, шкртнале или изгрешиле, како и да, многу демократска процедура. За мене тоа е чест и задолжување. И затоа продолжуваме да работиме на територијата на цела Северна Македонија, да работиме во овој наш убав Пелагониско-Прилепски регион, не само за енергетските проекти. Зборуваше министерот Бочварски, навистина еден од предизвиците е Yellow FIDIC, проектирањето, изведбата и пуштањето во употреба, односно клучна рака за автопатски решенија кои што ќе бидат прв пат окраша или предизвик во нашата земја. Регионот на секаде ги работи, Европа уште многу од поодамна. Јас ги повикувам невладените организации опозицијата сите да го следат овој процес, заради тоа што се покажал дури на крајот не само побрз и поефикасен и поевтин. Овде ги анулираме сите можности на анекси, на пропуштени работи, недозавршена експроприација, губење на судски процеси, соодветно нетаргетирање на времето или слично, плаќање на дневници заради тоа што течат деновите, никој не е презало врската во одредени рокови да го даде како клучна рака, буквално самиот проект, и верувам дека преку ангажман на трансакцијски советници како KPMG, не знам, PricewaterhouseCoopers, White & Case и слични на утврдување на цените, ќе можеме да спроведеме успешен модел. Битола Прилепе е централниот дел на нашата земја и навистина е не артеријата, главната орта на државата и заради туризмот за Охрид, кој што го носи целиот северо-источен, источен, југоисточен, централен дел на државата, северниот дел, главниот град и слично покрај патот Кичево-Охрид кој што се гради, секако и овој централниот дел, но и за севкупниот економски развој на овој битолски или пелагониски регион, така да го наречам. Паралелно со него влегуваме и за довршување на коридорот 8. Тоа е Тетово-Гостивар, уште една делница, целосна нова трака и Гостивар-Букојчани, каде што ќе влеземе со Yellow FIDIC. Имаме готова документација Букојчани-Кичево, каде што веројатно со Европска банка за обнови и развој ќе одиме со тендерски постапки, но и да го дозавршиме автопатот до Ќафасан границата, односно поврзувањето патно. Така да овие се предизвици сериозни. Дури и во вакви времења гледате дека инвестираме. Инвестираме во енергетика, инвестираме во патишта, во подземна инфраструктура, водоводи, канализации, гасни цели станици, гасоводот стигнат до Битола. Верувам дека овие денови ќе може да се затворат трасите, каде што мора да се решат проблеми околу Кавадаречкиот регион доминантно, но очекувам април и мај да почне заполнувањето на гасоводната мрежа што тргнува од Скопје према Штип, а после тоа и од Штип према Битола. Нормално сето тоа се огромни капитални зданија на проекти кои што остануваат вековиште да овде се користат и во тоа име, ако даде Господ брзо да излеземе од пандемијата, верувам дека ќе можеме да одиме со уште позначајни чекори, но дека живее економијата и дека е помогната директно од државата, ќе одржиме ние пресконференции во понеделник за ефектот од 5 пакети мерки врз самата економија, но можам слободно да споделам овие денови министерот за финансии и другите министри ќе кажат точните податоци, доказ дека живее економијата и функционира дури во вака тешки околности, се прво капиталните инвестиции на државата. Оваа година завршивме прв квартал со рекордно најмногу капитални инвестиции во последните 15-20 години за реализација, се со цел да правиме бустинг на самата економија. Приходите во управа за приходи, ДДВ-то е со вкупна наплата од 28% повеќе отколку март 2020 година, кога немаше ковид, односно во втората половина немаше само ковид. Сега цел месец март е со ковид и тоа со сериозен пик. Персоналниот данок на доход е за 13% поголем отколку март лани. Само 3% сме паднати на наплата на данокот на добивка, заради тоа што дадовме можности на одложување на контациите, реинвестиции на добивките и слично, и тоа очекувано. Од царините имаме наплата на 28,7% поголем приход од царина, акциза и данок. Нема некои репресивни мерки од инспекторски служби. Не е возможно, значи заради тоа што и пандемија, а сепак приходите се пораснати. Тоа покажува дека економијата живее. Зошто одговарам на вака поставено прашање? Да испратам охрабрувачка порака.
до секој наш граѓанин 8 часа да си ги изработиме, да зголемиме продуктивност, компаниите да влезат во инвестиции, да продолжат да работат, пазарите се отворени, транспортот е отворен, верувам дека ако сите се насочиме, навистина ќе можеме заедно здружено да го дигаме економскиот стандард на сите наши граѓани.